Добар ден, драги гледачи. Денес се наоѓаме во студиото на Нов Асном, каде што ќе поразговараме со нашиот драг и ценет професор доктор Зоран Крстевски на теми од астрологијата. Тоа ќе го создаваме секој еднаш месечно на секој хороскопски знак посебно. Денес ќе почнеме со знакот на Шкорпија. Пред да почнеме со интервјуто, би сакал да прочитам од книгата Астролошки записи на професорот, што вели таму за љубовните карактеристики на знакот Шкорпија. Шкорпија. Страста и магнетската привлечност се предуслов Шкорпијата да се заинтересира и да обстои во одреден однос. Првичните контакти се најзначајни за остварување на љубовната релација. Флуидот на енергиите ќе покаже дали постои силна привлечност и заинтересираност или пак антагонизам и незадоволство. Ако почувствува силна страст, тогаш станува обседната со љубовната врска. Сепак во моментите на љубовната еуфорија треба да внимава на посесивноста и на љубомората, како и на потребата за контрола на туѓото однесување. Во Скорпијата се спротивуваат две сили: силата на градење и силата на уривање, поради што е доволен само еден погрешно изговорен збор од страна на другиот за да гурнат сето она што со долги години го граделе. Разочарувањето, измамата, кај нив буди желба за одмазда на која умеат максимално да и се подредат. Фанатичната природа на Скорпијата особено се искажува во љубовта, како партнер се обожавани или одбивани, најчесто едното па другото. Нивната љубомора и посесивност постојано ги следи и не им дозволува на вистински начин да ги согледаат емоциите на својот љубовен партнер. Бидејќи се мощно страствени и сензибилни, голема важност за нив има сексуалниот живот кој, всушност, им представува главна основа во врската. Но, треба да знаат дека само со манифестирање на толеранцијата и со понагласено разбирање на чувствата на саканото лице ќе можат да го почувствуваат вистинскиот мирис на љубовта. Затоа им се препорачува да го елиминираат песимистичкиот поглед на свет, да не се оптоваруваат со тоа што не можат да си го објаснат и да го откријат и да бидат добронамерни во контактите. Вредностите што ги поседуваат неретко им помагаат да се излечат од непријатностите и да се трансформираат во духовна и хармонична личност. Позитивното размислување и етичкото дејствување ќе ги излечат од непријателството што би можеле да го развиваат кон сопствената личност и кон целиот свет. Затоа, најважно е да се сватат самите себе си и во другите да не гледаат ривали кои можат да им го загрозат авторитетот и идентитетот. Туку лица со кои хармонично и добронамерно ќе се надополнуваат и стимулираат. Жената Скорпија е една од најеротичните во зодијакот, така што млитавите и нерешителни мажи воопшто не се предизвик. Бидејќи покрај себе сака партнер кој целосно ќе ја стимулира и предизвикува на борба и страст. Професоре, во вашата книга Астролошки записи исто така наведувате дека Скорпијата постојат три вида на Скорпија. Првиот вид е сив гуштер, која што емоционалниот отров го насочува кон себе си. Вториот вид на Скорпија е Скорпија змија, која што отровот неретко го насочува кон другите, и постои Скорпија орел, која што се воздигнува над овие негативни карактеристики и работи на своето духовно воздигнување во животот. Може ли нешто поконкретно за сето тоа? Така е, постојат три вида Скорпии, а и кај другите зодијачки знаци постојат подвидови. Затоа се кажува некој е повисок карактерен тип, некој е понисок карактерен тип. Но кај Скорпиите тоа уште е покарактеристично, бидејќи тие се под влијание на таа енергетска состојба на духот. Каква им е внатрешната енергија, тоа го искажуваат кон надвор. И затоа ете едната Скорпија сиви гуштер, таа ја манифестира отпор кон себе си. Манифестира несигурност и се себе разјадува. Значи доаѓаат проблеми, доаѓаат тешкоти, не може да се справи, се себе обвинува, живее со чувство на вина и си го насочува отровот кон себе. Се чувствува фрустрирано, разочарано, рамнодушно и така натака. И затоа тие Скорпии често и подлегнуваат на променливо расположение, знаат да бидат изолирани, знаат да бидат песимистички ориентирани, често пати очекуваат некој да ги излече од кризата, не веруваат во себе си и се обоени со тие црни мисли. Што ќе биде, страв од губиток, страв од напуштање, страв нешто да преземам, да не следат некои неуспеси и така натака. Значи мора многу да работат на себе си, да го подигнат духот. Тие не се лоши за другите, но се лоши за самите себе си. И затоа се вели немој да се разнебитуваш, немој да се разјадуваш, бидејќи утре е новиот ден. Со новиот ден доаѓа новата шанса и затоа им се препорачува на тие Скорпии што повеќе да читаат, да се надградуваат, да веруваат дека што и да е ќе помине. Колку и да е тешко, ќе се надмине. Само отровот
премногу длабоко на него, што се вели, вметнуваат во себе си, затоа што колку повеќе паѓаат кон дното, кон бездната, толку повеќе време ќе им треба да се воздигнат. Сега, друг тип на скорпија која е многу поразлична за разлика од овие шкорпии сиви гуштери. Тоа е шкорпијата змија. Тие се опасни. Со нив нема играње. Тие не размислуваат како сивиот гуштер отровот да го насочуваат кон себе, туку тие отровот го насочуваат кон другиот. Па другиот малку да им напакости, овие ќе сметаат дека тој им е голема сопирачка на патот и може двојно да му возвратат. И тие се опасни. Се забележуваат по нивните остри очи, по таа некоја мистичност која поседуваат, по бескрупулозност, кога треба ги бранат своите, да речеме, права или цели или идеали. Тешки се во љубовта, често пати се посесивни, љубоморни и ако бидат обсесивни, тоа е голема проблематика. Едноставно луѓето и се плашат од овој тип на скорпии. Некои од нив ги има и на работните места, па им прават мобинг на другите, ги навредуваат, ги омаловажуваат, посебно ако се на повисока професионална позиција. И во љубовта често знаат критички кон партнерот да се однесуваат. Со еден збор бараат виновници, а не се соочуваат со себе си. Затоа сика скорпија змија подготвена да го боцне другиот. Може 9 услуги да им направиме, ако 10 не им направиме, веднаш стануваме непријатели. Но главно е и тие да работат на себе, затоа што има некоја причина што се така отровни. Тие се оние енергетски вампири што ја цицаат туѓата енергија. И на некој начин може би во зодијакот едни од најопасните. Тоа за овенот може да се каже дека е брз, директен, понекогаш и премногу остар, незгоден, ама овенот е и правичен. А овој тип на скорпија нема тука правда, нема тука право, нема тука никакви можности другиот било како да ги придобие, ако овие скорпии во него гледаат непријател. И ако треба да го згазат. Затоа се вели некои личности газат преку другите, овие скорпии газат преку другите. Опасно да држат високи, реко, политички функции, опасно да ни се наметнуваат во професијата, опасно да ги имаме покрај себе си во љубовта. И треба да размислиме зошто ги привлекуваме. Зошто привлекуваме некој што не навредува? Може би ние живееме со тело на болка, заради кого реактивираме некоја состојба однос, каде што некој ќе не повреди, со цел може би да се свестиме за да повеќе се почитуваме. Така што и во секоја релација со скорпиите има некоја причина. Скорпија сиви гуштер не е како партнер, за да на некој начин може би го поттикнеме овој да се развива, затоа што тој се себе обвинува. Скорпија змија е покрај нас затоа што ние не се цениме, ние не се вреднуваме и ние дозволуваме некој да не игра, да владее со нашите емоции. Но има и трет тип на скорпија. Тука веќе нештата се поразлични и тоа е скорпија високо еволуирана. Значи гледате. Ако од едната страна скорпија змија е најопасната во зодијакот, скорпија орел може да речеме духовно најеволуираната скорпија, најподигнатата, со највисока свест. И таа скорпија има способност за регенерација, за трансформација, и било тешко во животот, научила лекции, може била низ фазата на гуштерот, па се себе обвинувала, па го надминала сето тоа, па се вреднувала, па работела на собствените вредности, па работи во професија кај што им помага на другите, кај што има повисок поглед на светот и каде што нештата се отвараат. Затоа и кај скорпиите е многу битна подсвеста. Значи кај близнаците, девицата е битна свеста. Да речеме тие се под Меркур. Што кажува Меркур? Меркур кажува на знаење, на интелигенција. Значи, колку си акумулира знаење, такви вредности ќе имаш. Каква ти е свеста, таков ти е животот. Близнакот работи во секојдневието, моментално реагира, брз е. Многу е битно свеста да му биде присутна, да пази у собраќај, да пази во односи, да пази во комуникација. Кај девици исто така. Ако превладува стравот, каква е свеста? Се плаши од се и сешто. Манифестира перфекционизам, премногу методички пристапува, постојано анализира и девицата не е опуштена. Се преоптоварува да не сгреши. Сега кај скорпијата е битна подсвеста, а кај стрелецот е битна надсвеста. Надсвеста е мудроста. Стрелецот владее со девето поле, тоа е поле на повисоко знаење, повисока мудрост, како што близнакот владее со трето поле, тоа е поле на секојдневна комуникација, на знаење кое ни е неопходно во секојдневието. А кај стрелецот е доменот на филозофијата, па и на верата, па и на духовноста, па и на мудроста, низ призма на нешто што го носиме у себе си, кое не мора да го искажуваме, но го поседуваме. Тоа е разликата помеѓу еве да давам една анализа, свест, подсвест, надсвест. Кај скорпија што си акумулира во подсвест? Какви ти биле стравовите? Зашто се оптоварен? Што е тоа што внатрешно те разнебитува низ призма на некој немир?
што ти поставува анксиозни мисли. Од друга страна, па колку си способен да ги менаџира стресовите, потешкотиите, да се подигнеш, да се трансформираш. Значи, кај скорпијата е многу битно, она несвесно, внатрешно, кое може да се појави погрешка во зборовите, како што кажува Фројд, може да се појави преку соништа, може да се појави преку некој неочекуван страв, може би паника, може би фикција. А се е тоа затоа што подсвеста негде ни е оптоварена. Ама може да се појави како знаење, може како способност, може како регенерација, може би како вадање на некои капацитети и потенцијали за кои не сме свесни. Така што скорпијата треба да проникне во себе си. На неја клучниот аспект е што работам со самиот себе си. Со што се хранам? Се хранам со лоши негативни мисли? Такви се последиците. Верувам во себе си, знам дека ќе успеам, проектирам, визуализирам, ќе ми се отвори. Затоа, без разлика на типот на скорпија, многу клучно е да превладува љубовта. Љубовта кон себе, љубовта кон другиот човек. Професоре, може да направиме еден осврт на познати личности во светски рамки низ историјата кои што биле родени во знакот на Скорпија. Како пример може да ги наведеме Фјодор Михајлович Достоевски, Бил Гейтс, Келвин Клајн, Ален Делон и ред други, Пабло Пикасо исто така и ред други на познати личности кои што се родени во знакот на Скорпија, што ги довело да извршат таков голем импакт и успех во светот. Па, како прво, кај сите нив превладувале темите на мистиката, на смртта, на трансформацијата, на будењето, на харизмата, на необичноста. Сега, Бил Гейтс не сум баш многу сигурен колку кај него превладува скорпијата. Тоа е повеќе некоја водолијанска идеја, а водолијанската идеја е поврзана со технологијата, информатичката револуција, сателитизацијата и ред аспекти кои што одат пред времето. Така што тој не ми е баш типичен Скорпија, зашто кај Скорпијата мора да имаш и сексуална харизма, што го имал Ален Делон. Еве, Ален Делон, например, стартот на животот не му бил лесен. И неговите се развеле или се одвоиле. Тој поминувал низ многу фази, бил во таму една војна, за малку ќе настрадал, се соочувал со подземјето, односно и тие го потикнувале. Самиот би одел во некои ниски гранки, подложен на тие сексуални девијации и така натака, но поседувал харизма. И некој мафијаш исто така му помогнал, тоа кај скорпиите многу често, да тие кокетираат со некои, би рекол, специфични кругови. Сега, родителите што имаат деца скорпии, треба да внимаваат нивните деца со кого другаруваат, каде се плеткуваат. Зашто влијанието на групата, на масата е многу силно кај скорпиите, кај водолиите, кај близнаците. Кај близнаците е многу битно во раните години што се случува, веќе тие се структурираат малку порано. Кој пат го фаќаат, колку се надградуваат, на кого поднегнуваат, кому му веруваат. Добар дел од децата треба пазат на некои напасници и така натака, а родени во знакот на близнаци. Кај водолиите има непредвидлив живот, нема линија, но затоа мора да се има цел, смисла. Кај јарецот нештата доаѓаат малку подоцна. Не треба толку брзо, не треба толку isforsirano, битно јарецот да работи на себе, да не биде песимистичен, да не биде толку затворен, туку да разбере дека со текот на времето ќе напредува. Сега кај скорпиите раните години, а и сето на кој што ги следи може биде малку пропратено со опасности, со ризици или со нешто мистично, таинствено. Еве, Ален Делон поминал низ тие фази. Не му било лесно, но на крај станал успешен актер, па еден вид на секс символ. Така што и тој го поврзува со мафија, подземје, со ред аспекти, нешто му надофрлува дека бил наредбодавател за едно убиство на еден српски телохранител и така натака. Ама начелно сакам да кажам дека он како лик успел да се трансформира, да се регенерира, да искаже висока вредност, затоа што скорпиите ја има таа карактеристика, да се подигаат. Пабло Пикасо исто така. И он бил ориентиран кон страстите. Значи не е дека само сликар бил, туку ете, насликал една слика Герника меѓу другото, за бомбардирањето на нацистите. Значи нацистичка Германија во име на таа Франкова негова диктатура бомбардирала град Герника и он тоа го насликал. Таа слика и тука во Скопје меѓу другото подарена. Значи тој како лик гледате во кубизмот се истакнал пак со мистични форми. Со некои нешта кои што навидум вака, кои ќе ги загледаш, не можеш да ги поврзаш. Но тоа е структурата на човековиот ум. Да изнеде решение за најзаплетканото. За што се вели екзистенцијалниот лабиринт.
Исто така Достоевски, преку писателството, преку неговата способност да прикаже некои ликови кои што се противречни самите на себе си. Од една страна ангел, од другата страна ѓавол. Нешто што го следи Скорпијата. Од третата страна пороци. Гледате, напишал роман за коцкарот. Напишал роман Злострство и казна за тој Расколников, студентот кој ветува, кој што е хуман, кој што сака да помага, но на крај станува убиец. Но на крај се трансформира преку љубовта, со Сонја Мармеладова. И романот завршува со љубовта. Значи, гледате трансформацијата. Така и Пикасо, во неговите дела. Така и Ален Делон, со неговите соочувања со разните опасности, така натака. Еве и Грейс Кели, ќе кажам, и таа е родена во знакот на Скорпија, и таа не дека кој знае колку на почетокот на животот и во младоста се укажувало дека до толку ќе успее, но ете успеала да се трансформира, да се регенерира. На крај, нели, со принцот Реније влезе во брак од Монако, но и настрада трагично, затоа што Скорпијата никогаш не треба да ја отпишеме, колку и да се големи опасностите, но Скорпијата секогаш треба и да повнимава да не се соочи со опасностите. Така. Значи не треба да се пушти. Еве само што ќе кажам за Албер Ками. Има тука за многу ликови да се зборува, еве Марадона на пример. Еден многу интересен, харизматичен лик, роден во знакот на Скорпија. Но еве Албер Ками, големиот француски писател и филозоф. Тој пишува за апсурдот. Значи една од темите на Скорпијата. Темата на песимизмот, темата на соочување, темата на безсмислата, темата на што со животот, колку е опасноста присутен со натрешната темнина, но и со барањето цел. И еве, Албер Ками има кажано, не е проблем во очајот. Проблемот во навикнувањето на очајот. Значи, Скорпијата се соочува со очајот, се соочува со равнодушноста, соочува со борбата со себе си, соочува со губење на смислата, соочува со падот на својата внатрешна психофизичка енергија. Но проблемот е ако се навикна на сето тоа. Од другата страна, Скорпијата има способност да се подигне, само треба да ја пробуди. Точно дека некогаш и планетарните влијанија влијат. На некој начин, ако сега Уран е моментално во знакот на Близнаци. Но сега за неколку дена ќе преде повторно во знакот на Бик. Уран во Бик влие на Скорпиите. Каде? На полето на љубовта, на односите. Уран е планетата на промените. Треба да потикне некоја промена кај Скорпиите. Сатурн. Сатурн беше во Овен, за кратко сега се спушта во Риби. Неговото спуштање во Риби веќе е актуелно на 25 степен. Ќе влие позитивно на Скорпија. На кој Скорпија? На тие од трета декада. Што треба да направи? Да видат со недвижности, да видат нешто, да потикнат во односите со другите луѓе, да патуваат, да се определат за професионален напредок, да придобијат нешто што го очекуваат, да веруваат во себе се, да се развиваат. А кој се третиот тип на Скорпија? Односно третата декада. Значи, првата декада се првите 10 родени, да речеме, ако е 22, првите 10, па потоа наредните 10, втората декада и крајните деца се третата декада. Тие од третата декада го имаат сега позитивното влијание на Сатурн. И гледате, едно е како ние попримаме однатре, како сме менаџирале проблеми, како сме се соочиле, со што сме се токсицирале. Затоа кај Скорпија се вели, најподложа на токсицирање, најподложа на вирусни заболувања, треба пази на алергија, треба пази луѓе што цицаат енергија, треба пази од, да не речам, подземни варијанти, бандитски луѓе и друштва и состојби, но способна да го најде решението, способна да се определи кон целта. Кога работи во себе, го светлува духот, кога верува дека може да успее и кога доаѓаат добрите планетарни влијанија. Зашто еве да ги земам сите зодиачки знаци. Кај лавот судбината е битна, ама не е толку битна. Лавот може сам да управува со себе си. Вагата е исто така. Не е до толку кармата да преовладува. Кај Скорпиите неретко кармата е многу битна. Таа се вика трансгенерацијска состојба. Што било на фамилиарна основа. И многу често кај не имало некои опасности, убиства, закани, некои ризици, соочување со тешкоти. И тоа како болка, како страдање се вметнало во нивната генеза. И неретко Скорпијата или се штити, или напаѓа, или се плаши. Што подразбира тоа? Да се надменат овие работи. Затоа и се препорачува читање книги. Еве оваа книга Будење на позитивната енергија, што сум ја напишал, таа е баш книга како за Скорпии, па и не само за Скорпии. Да пробудат оној импулс на позитивна енергија, да се пронедат себе си, да не бидат по таа подсвесно внатрешна димензија која ги разнебитува, која им создава страф, несигурност.
и воедно еве и да знаат кога како да реагираат, како астролошки да го искористат тие потенцијали што ги поседуваат. А Скорпија поседува големи потенцијали. Вие гледате Марадона кај се родил во сиромашно место, ама се потикнал, вежбал, бил супер талент и еден од најголемите фудбалери. Пабло Пикасо, што да кажуваме повеќе за него? Еден од најврвните сликари. Ален Делон останал секс символ, голем француски актер. Албер Камю, еден од најголемите филозофи во Франција и пошироко, кој добил Нобелова награда за книжевност. И да не одам понатака, какви се ликови има и во светот на уметноста, и во светот на науката. Ети Грейс Кели, препознатлива по харизмата, по шармот, по убавината, по необичноста. Значи, скорпиите поседуваат нешто што е малку над другите. Ама ако некој поседува само уништувачки порив, тоа е повторно шкорпијата. Значи, поентата е како кон што се насочува својата енергија. Те трошиме заради негативци, стануваме негативни. Не веруваме у себе си, себе разнебитуваме и не можеме да напредуваме. Трансформираме енергија, не зависиме од надворешна средина, зависиме од тоа што го поседуваме, одиме напред. И затоа и обично и се кажува, не гледај другите што прават, не гледај другите што зборуваат, гледај ти што ќе направиш и како ти ќе зборуваш кон самиот себе. Тоа се вика автосугестија или што се вели себе потикнување. Како јас се себе потикнувам? Тоа важи за Скорпија, неретко важи за Лав. Тие се два зодијачки знаци диаметрално спротивни. Ако Шкорпијата владе со подземниот свет, со адот, затоа темата смрт е често присутна во мислата на Скорпијата. Страста, сексуалноста. Лавот владее со светлината, со јавноста, затоа што е под влијание на сонцето. Лавот се сака јавно, кај Скорпијата многу нешто доаѓа тајно. Таа е подложена на скриени, мистични, тајни работи. И таа треба да пази и не за некој кој како ја атакува на енергетски план. Тоа може да биде енергетски вампиризам, ама може да биде и нешто друго. Некој влијание мисловно, енергетско, кое некој човек им го праќа со негови мисли. Ако Скорпијата духовно се зајакне, стане силна, метне молитва, метне вера, метне позитивна психологија, таа е способна да се заштити од најголемите атаци. Така, значи, рековте дека Скорпијата во тешки моменти може да се воздигне од пепелта, има способност за регенерација и трансформација. Исто така таа на некој природен начин е склона свртена кон окултното, скриеното. Која е незината исто така поврзано со мистичноста, сексуалноста, темите на смртта, тие работи некако природно доминираат во незиниот живот и така се нагласени. Па тоа е од осмото поле со кое владее Скорпијата. Значи, секој зодијачки знак владее со одредено поле. Например, вагата владее со седмото поле, поле на брак, на партнерство, на односи. Лавот владее со полето на децата, на љубовта, на забавата, на креативноста. Викот владее со полето на парите, на финансиите, на системот на вредноста, па и со храната. Скорпијата владее со осмото поле и по доминација на Плутон. Осмото поле е поле на секс, смрт, духовна трансформација, туѓи пари, мистика и делумно на карма. Значи, осмо поле е многу мокно поле. Бидејќи ги покажува можеби и нашите стравови, но и нашите способности се подигнеме на тешките животни околности. И владее со сексуалноста, со нашата, би рекол, таа витална енергија, кон што е како насочена. И еве, ако сакате да видите баш тоа осмо поле, го имал нагласено Роман Полански, полски режисер кој работел во Франција. И он цело време во своите, би рекол, креативни дела преовладувало сексот, смртта, мистиката, бал вампира, балот на вампирите. Еден филм што го има снимен, значи мистика, окултно, парапсихологија. Потоа таму што имаше филми Розмаринино бебе. Пак таму кокетирање со сатанска енергија, па многу психолошки филмови, па трилери. Самиот тој и неговите настрадале во Аушвиц, он е посвоен. Значи се соочил преку смртта, самиот имал опасност да настрада. Па со тоа што бил постојано однесен во Франција, му било овозможено и да се развива. Значи, гледате трансформација. Но се соочил со едно обвинување, кое веројатно има нека основа. Со некоја малолетничка, кај што подлегнал на тие страстите. Значи, Скорпијата подлегна на страсти, може да подлегне на афект, може да подлегне на негативни мисли, може да подлегне на некоја животна опасна ситуација, која ќе одлечи у бездната. Значи, Шкорпијата е меѓу границата, меѓу најсветлото и најтемното. И гледате и тој Полански.
Но целата негова психа, која превладувала, би рекол, со темата смрт, сексуалност, мистика, истражување, патологија, психологија и ред подсвесни димензии ги пресликал преку филмот. Тој е роден во знакот на лав, но има доминантно осмо поле. Елвис Присли исто така доминантно осмо поле. Трансформација, будење, секс символ, значаен, се подигнал од гетото, воздигнал и станал еден од најголемите музичари. И фактички еден од иницијаторите на рокот, со сето она што го прикажа, како негова лична способност. Значи, повторно осмо поле. Мерлин Монро, јако осмо поле. Елвис Присли роден во знакот на јарец, Мерлин Монро роден во знакот на близнаци. Но со подзнак лав, што и дава харизма. Но, едно е близнакот, кај неја скорпијата превладува. Мистична смрт, сексуалност, развиена сексуална енергија, сексуална мистика, сексуална посакуваност од страна на другите, но и многу аномалии и многу потешкотии. И меѓу другото се соочило и она индиректно со смртта, преку тоа што имала абортуси, имало и некои несакани абортуси, немала среќа на тој план. Но ете, сега да не го анализирам осмото поле на Мерлин Монро, тоа може да го прочитаат во мојата книга. Во таму е пишано животот на Мерлин Монро на Џон Кенеди. Џон Кенеди исто така пренагласен на осмо поле. Роден во знакот на близнаци, подзнак вага, но со доминантно осмо поле, на крај гледате и него сексуалноста му беше многу битна, но и автоматски и темата смрт преовладува во неговиот живот. И се тоа што се случи, преовладува со тоа што нели остана мистика, остана кој тоа го изврши, кој го изврши атентатот. Тој Ли Освалд или некој би рекол заговори кои знаат каде организирани од високи инстанции. Не е битно, битно е што и тоа му било предодредено. Видите како кај него предодредено. Владател на осмо поле се наоѓа во седмо поле. Владател на осмо поле подразбира, на пример, Венера. Венера се наоѓа во седмо поле. Покри собствената партнерка. Че смртта е покри партнерката. И тоа него му се случи. Значи има многу тука анализи, ако го земеме самото осмо поле, кој е природно поле на Скорпија, имаме многу што да зборуваме. А еве вака, некој не е роден во знакот на Скорпија, со самото тоа што му е пренагласено осмото поле, се соочува со некои состојби, каде што животот и смртта постојано се едно до друго. Но ако некој успел да се подигне, тоа се тие личности. И затоа Фруид кажал, мораме да ги облагородиме нештата што не измачуваат. Дали преку музика, дали преку креативност, дали преку работа, дали преку хумана дејност, дали преку себе спознание. Значи да не ги оставиме тие подсвесно внатрешно да не разнебитуваат, разјадуваат. Благодарам, професоре. Дали може да направиме еден осврт во кое поле се наоѓа Шкорпијата на нашата држава Македонија, кои се нејзините транзити и што значи тоа за нашата татковина? Па, тоа се наоѓа у седмото поле. Значи Македонија има, можам да кажам, и отворени непријатели. Првото поле е народот. Тоа што ја структурира Македонија, подзнак бик, седмо поле Скорпија. Значи таа има дефинитивно, би рекол, потударе на некои отворени непријателства, на некои кои што работат задкулисно, некои кои што имаат агенда, некои што имаат стратегија и кои што може еден ден на вистина да напакостат. Што значи ние немаме однос да препознаеме. Ние немаме однос да се заштитиме, ние подлегнуваме. Бидејќи подлегнуваме и оставаме на стихијата, на природата, на што ќе биде утре, може да се доведеме у некоја неизвестна, непредвидлива ситуација. Зашто каде што е Шкорпијата, немаш предвидување, имаш мистика, имаш скриено, имаш нејасно. Значи имаме преку седмо поле. Тоа е бракот, полето на бракот, значи државата или народот со кого е во брак. И бракот не е чесен, не е добар, не е функционален, а ние ги гледаме работите од наш личен интерес, не ги гледаме од колективна гледна точка, што е добро за заедницата. И ги ставаме нештата по тепих. И еден ден кој ќе се натрупаат тие сметови толку многу, ќе излезат на површина и ќе се создадат штети. Затоа треба и да се работи и на подигање на духот, на самобитноста на еден народ, но најчесто и преку развивање на потенцијалот на поединецот. Зашто ако очекуваме од колективот, а колективот е неосвестен, тога се губи поединецот. Но ако развиваме себе освестени, пробудени поединци, тога ќе биде добро и за заедницата. На што треба, професоре, да работат и да се пазат родените во знакот на Шкорпија? На што да обрнат повеќе внимание, кои се негативните и позитивните карактеристики? Значи, неинфективни болести треба да внимаваат, тие вируси, бактерии што беше присутно за ковид кризата, едни од позагрозените беа скорпиите. И они секојаш треба да внимаваат каде се плеткуваат и со што се завземаат на некој начин. Треба пазат на гениталниот дел на телото, на пример.
Тоа е една слабост. Треба внимаваат на грлото. Но најглавното внимание е на мислите. Какви се мислите? Каква е, што се вели, натрешната структура на личноста? Со што ние се оптоваруваме. Затоа Скорпијата, како зодијачки знак на трансформацијата, умее да се спаси, да се излече ако стане Скорпија орал. Но може да заглеби и да остане жртва на туѓите влијанија ако стане Скорпија гуштер. И може да биде опасна за другите ако стане гневна, фрустрирана, што се вели незадоволна, неисполнета и тогаш ги повредува другите. Значи, најголемата закана за Шкорпијата е самата Шкорпија. Дали се определува за афирмативно позитивно напредување, себе надградба, будење на позитивната енергија. Значи, дали ја буди својата позитивна енергија, која ќе го подобри животот, а еве сега 2026 година има добри шанси за Скорпијата. Таа треба да гледа, еве, Сатурн во Риби, да го искористи Сатурн во Риби. Таа не е мала шанса. Еве, до сега беше Марс во знакот на Шкорпија. Еве, сега за ден-два ќе отиде во Стрелец. Ја ослободува Шкорпијата и дава нов поттик да може да работи на себе, да се поттикне. Значи, главната филозофија е психологија, значи позитивни мисли читање, барање професија во која ќе се изрази нема да зависи од другите, нема да подлегне на авторитети некој да ја кажува како треба, што треба, зашто Скорпијата е и воинствена, и остра, и не трпи некој да ја наредува. Добро е да не ја троши својата енергија на докажување на луѓе кои не сакаат да сватат. Добро е да се ослободи подсвеста сите оние стравови, немири од тело на болка, од нешто натрупано, што трансгенерацијски, што кај незе во животот. Да си ги оправда, да си ги објасни нештота, да прифати дел од минатото, да прифати нешто на врз кое не може да влие, да почне да ги бира луѓето кои што ќе одговараат на енергетски план, во љубовта да не биде посесивна, љубоморна, но да не биде со луѓе кои се патолошки обоени, кои имаат проблем со самите себе си, кои се премногу посесивни и љубоморни, да внимава на луѓе кои постојано се жалат, критикуваат, самата да внимава што зборува, како зборува, да не биде следител на тие црни хроники, затоа што попримаш, што следиш, тоа живееш, да отиде во афирмативна насока. Која е афирмативна? Река. Ако ракот е влијателен со изворот, со реката, Скорпијата со езерото. Може да оди покрај вода, може да оди покрај река, ама најдобро да оди покрај езеро. А рибата ја одговара океанот. Значи, гледате водени знаци. Скорпијата да влие врз соседните чувства. Чувствата може бидат обоени со негативизам, но може да бидат и со позитивен. Значи, како и да ги земеме работите, се тоа може да го прочитаат од мојата книга Астролошки записи, подетално е тамо се објаснето, па во некоја наредна емисија ќе зборуваме и ерата на Водолија што може да придонесе за Скорпијата. Благодарам, професоре. Тоа беше подкастот на тема астрологија, разговарајќи за хороскопскиот знак Шкорпија. Ви благодарам на вниманието и ако може на крај само стиснете лайк, сабскрајб и коментар под видеото. Ви благодарам.